Штипските општински средни училишта денес пред деветооделенците ги презентираат своите програми и можностите кои ги нудат тие. Придобивките на нашето училиште е тоа што уште со самото завршување во нашето училиште тие добиваат еден вид занает. Дури да не се запишат на факултет, имаат добра основа да работат, да основаат свој бизнис, а тие што планираат да се запишат на факултет имаат добра подготовка. И нуди можности за идните средношколци да се здобијат со едно солидно образование од сите области, затоа што ние ги нудиме наставните програми и содржини кои што се општо образовни и секој поединец може да се пронајде во зависност од неговите афинитети во ова образование. Учениците имаат можност да дизајнираат, да креираат свои собствени креации, да створат свој бренд кој што ќе го продават на пазарот на трудот, според потребата на работната сила која што се бара во моментот. Ние како струка и како училиште нудиме образование на ученици од здравствениот сектор, како резултат на дефицит на кадар во нашата држава, па за жал и надвор, сметаме дека се уште сме атрактивно училиште. Освен општинските, своја презентација имаше и единственото приватно училиште во Источна Македонија, Саба. Саба, приватното средно училиште за Академија за бизнис, администрација, информатика и туризам е единствено во источниот дел на Македонија, значи не само во Штип, и нуди многу можности на учениците со тоа што тие ги учат предметите кои што се образовни, тие кои што ги требаат за на државен матурски испит, меѓутоа тие си добиваат и струка. Кои се насоки им се на располагање на идните средношколци? Во рамките на 11 профили и 3 струки. Тоа се машинската, електротехничката и туристичко-угостителската. Медицинска сестра, забен техничар, фармацевски техничар, физиотерапевски техничар и гинеколошко-акушерска сестра. Техничар за дизајн на облека, техничар за моделирање на облека, техничар за изработка на облека и конфекционер со 3-годишно искуство. Кои се плановите на деветооделенците? Медицина. Мушичко. Гимназија. Не знаем. Присутен на отворениот ден беше и градоначалникот на Штип Иван Јорданов, која потенцираше важноста на трасирањето на патот на учениците и инвестирањето во образованието. Убеден сум и сигурен сум дека преку вложувањето во образование, преку преносот на знаење кој што се одвива во средните училишта, дека на вистински пат ќе се трасира правецот на нашите ученици и на тој начин ќе создадеме квалитетни кадри со кои што во иднина ќе се гордееме и кои што ќе бидат предуслов за развој и напредок во нашиот град. Општина Штип во моментов има 4 општински средни училишта, едно државно како и едно приватно средно училиште. Тие во новата учебна година очекуваат да примат над 500 ученици.